Веќе со мене во студиото е колешката Виолета. Вики, ти за денеска подготви графички приказ токму од првата пресконференција на Државната изборна комисија. Тоа ќе го правиме и постојано во сите следни информативни изданија, како ќе излегуваат најновите информации од ДИК за почеток околу излезноста, ќе ги пренесуваме во графички приказ. Ти отстапувам време на тебе со бројките и со процентите во продолжение по изборни единици детално. Така, Елена, графичкиот тим, 3D тим на телевизија Нова, како и дескот на телевизија Нова се потрудија уште првичните информации, првичните резултати за излезноста до 10 часот да ги прикажеме во графички приказ, всушност за она за што зборуваше и колешката Пандор Чантеска, која што е во Државната изборна комисија и ги следи сите пресконференции и случувања таму. Можеме да кажеме дека, како што слушнавме и од нејзиното излагање, во изборната единица 1 гласале 11,1% или 31.558 гласачи, во изборната единица 2 гласале нешто помалку или 9,7%, односно излезноста до 10 часот е 9,7%. Во тројката, третата изборна единица, исто имаме 11,4% излезност до 10 часот или 31.442 гласачи. Изборната единица 4 исто така има 11,3% излезност до 10 часот или 29.639 гласачи. Во петката гласале 26.254 гласачи или 9% до 10 часот, а во изборната единица 6 имаме 15.680 гласачи или 5,1%, значи излезноста до 10 часот е најмала во изборната единица 6. Да споменеме само дека до 10 часот гласале 9,5%, односно има излезност од 9,5% од гласачите. Веќе можеме да ја видиме и излезноста во изборната единица 1 по проценти, односно по населби, по општини. Во општина Аеродром гласале 13,4%, односно има излезност од 13,4% до 10 часот или 8.588 гласачи. Во Киселаво да има 5.763 гласачи или 13,4% излезност до 10 часот. Во Центар гласале 4.150 гласачи или 9,8%. Во Карпош излезноста е 13,5%, во Чаир 6,7%, во Сарај гласале 1.651 лица или 5,7% излезност. Исто така во Студеничани можеме да забележиме излезност до 10 часот од 6,6%, во Сопиште 13,6% и во Македонски Брод гласале 635 лица или излезност од 12,1% до 10 часот. Тоа е за изборната единица 1. Да погледнеме за двојката, за втората изборна единица. Во Бутел излезноста е 12,7%, 4.071 гласач гласале. Во Газибаба имаме 6.716 лица кои што гласале до 10 часот. Тоа е излезност од 11,2%. Во Ѓорче Петров 12,9%. Во Чаир имаме 5,8%, во Шуто Оризари 8,7%, во Арачиново 9,2%. Да ги погледнеме и другите општини од изборната единица 2. Во Липково имаме 4% излезност, во Куманово гласале 8.281 лица или 9,3%, Старо Нагоричане 10,1% излезност и Чучур-Сандево 8,1% излезност до 10 часот според податоците на Државната изборна комисија. Се селиме во тројката, во Штип излезноста е 11,3% или 4.695 лица, во Велес гласале 5.055 лица или 10,9%, во Кочани излезноста до 10 часот е 12,9% или 4.249 лица, Крива Паланка излезност со 10,4%, во Свети Николе имаме излезност од 13,4% и во Виница 9,3%
100 излезност до 10 часот според овие првични податоци на Државната изборна комисија. Во Берово излегле до 10 часот 10,9% од гласачите, во Делчево 9,3%, во Пехчево гласале 535 лица, а тоа е 12,5% излезност во Пехчево, во Пробиштип 13,7%, во Кратово 15,2% и во Македонска Каменица 10,9% излезност до 10 часот. Тоа е за изборната единица 3. Во Илинден гласале 8,9%, во Зелениково 8,4%, во Петровец 10%, во Градско 12,2%, во Лозово 8,4%, во Зрновци излегле 288 лица или 11%. Можеме да забележиме дека општа средна вредност е околу 11% излезност до 10 часот. Карбинци имаме 10,7%, зборувам за изборната единица 3, во Куманово имаме 10,6%, во Ранковци имаме 12,8%, Старо Нагоричане 6,6%, во Чашка 11,7%, во Чешиново Облешево 9,7%. Во изборната единица 4, во Прилеп излегле 8.496 лица или 15,8%, во Струмица 10,9%, во Радовиш 10,2%, во Конче гласале 233 лица до 10 часот, тоа е излезност од 8,5%, во Валандово нема податоци или се уште не гласале, во Гевгелија 11,4% или 2205 лица излегле на гласање до 10 часот според податоците на Државната изборна комисија. Во Дојран гласале 11,6%, во Богданци 11,1% од избирачите, во Кавадарци 11,7%, во Неготино 8,2% или 1320 гласачи, во Демиркапија 15% излегле на гласање до 10 часот, а во Битола 10,4%, односно 210 лица излегле на гласање до 10 часот според податоците на Државната изборна комисија. Кривогаштани имаме 7,3% излезност, во Могила 5,3%, Новаци 407 лица го оствариле своето гласачко право или 13,6%, во Росоман 11%, Демиркапија 4%, во Битола исто така имаме 4% излезност. Да се селиме во изборната единица, остануваме уште неколку општини, Босилово 6,8%, Василево 8,6% и Новосело 855 лица или 7,9% од избирачите излегле на гласање до 10 часот. Тоа што се однесува на изборната единица 4, одиме во изборна единица 5, Битола 13,5%, Охрид 8,4%, Струга 5,6%, Кичево 7,8%, во Ресен гласале 1515 лица или 9,2% и во Демир Хисар 830 лица или 11,4% од избирачите го оствариле своето гласачко право до 10 часот. Во Крушево имаме излезност од 12,3%, во Долнени 5,6%, во Весчани имаме излезност од 6,6%, во Пласница 247 лица или 5,2% и во Дебар 471 лица гласало до 10 часот, односно 5,4% излезност според податоците на Државната изборна комисија. Во Дебарца имаме излезност од 9,6%, во Кривогаштани 28,6% и во Центар Жупат 4,1% излезност или 262 лица го оствариле своето гласачко право. Се селиме во изборната единица 6, таму Тетово има излезност од 4,6%, во Гостивар излезноста е нешто повисока, 6%, во Дебар гласале 425 лица или 4,9%, во Теарце 7,1%, во Бравеница 6% и во Боговиње имаме излезност од 3,7%. Тоа е излезноста на изборната единица 6, остануваат уште Врапчиште со 5% излезност, Желино со 905 лица кои што го оствариле своето гласачко право или 4,1%, Јегуновце 5%,
Маврово и Ростуше гласале 300 лица или тоа е излезност од 3,4%, и во Кичево имаме 739 лица кои што го оствариле своето право на глас или 4,4%. Ова е излезноста според првичните податоци од Државната изборна комисија и првичната пресконференција. Можеме да забележиме повторно дека излезноста е прилично пристојна за овие рани утрински часови, односно да повторам уште еднаш, податоците се однесуваат на гласачите кои што го оствариле своето гласачко право до 10 часот. Излезноста е 9,5%. Очекуваме секако дека до крајот на денот сите граѓани во Република Македонија ќе го остварат своето гласачко право, па и обврска и ќе гласаат за онаа политичка партија за која што сметаат. Така, Вики, од оно што можев да забележам дека во изборната единица 3 некако предничат гласачите, односно најголема излезност е барем до 10 часот. Нешто подолу во овие вести ќе се вклучиме и во Куманово, во живо со нашите дописници за тоа како тече гласањето во оваа изборна единица. Да повторим уште еднаш дека Државната изборна комисија веќе за 13 часот ја најави следната пресконференција. Претпоставувам дека тоа ќе бидат резултатите за излезност до 12 часот или до пладне. Те очекувам и со тие информации, со последната пресконференција на Државната изборна комисија. Ти денеска работиш на графиката и бројките околу излезноста, барем во овој првичен дел. Ти благодарам. Одиме